Нема место за паника кај жителите на трите населени места во општина Зрновци, затоа што нивниот матичен лекар нема да престане со работа. Според доктор Александра Гацова Митева, досега немало причина амбулантата во општинскиот центар да се затвори, па таа ја демантира информацијата оти населението ќе остане без потребната примарна здравствена заштита. Се работи за погрешно искажани податоци од страна на претседателката на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија, дека меѓу трите приватни ординации во руралните средини во Кочанскиот регион што ќе престанат со работа е и она во Зрновци. Тренд на иселување на лекарите од регионот има, но матичниот лекар на Зрновјани останува да работи овде. Точно е дека голем број од моите колеги се иселени во странство, дека амбуланти се затвараат, но настаната е забуна во однос на изјавата од страна на нашата претседателка на Сдруженијето. Не станува збор за амбулантата во Зрновци, туку за амбулантата во Подлук. Колешката беше моја замена и таа замина во странство веќе подолго време, а ние работиме, значи амбулантата нема да се затвара. Овде сум јас веќе 15 години како матичен лекар во Зрновци. Од тие 8 години сум како концесионер во ПЗУ доктор Александра. Освен заминувањето на лекарите во странство, втората главна причина за престанокот со работа на руралните амбуланти е намалувањето на бројот на пациенти, затоа што и населението се иселува. Таквите трендови во општина Зрновци се веќе сериозни. Бројот на пациентите точно дека се намалува, веќе е преполовен, но амбулантата ќе си работи со работно време како и до сега. Зрновци, Родвис и Видовиште, бројот на населението се намалува во трендото, иселувањето не само на доктори, него и на целокупното население. Има некои статистички податоци, не знам точно да ви кажам, дека старосната граница на лекарите кои што се во Македонија веќе е во просек 45 години, значи млади лекари не остануваат овде, одат таму заминуваат на стаж, на специализации и така. На прагот на економската оправданост работи и стоматолошката ординација во Зрновци, каде услугите ги користат едва и неколку стотини пациенти. Големите трошоци и намалениот приход го става во дилема матичниот стоматолог како понатаму да ја продолжи дејноста. Инаку, како што веќе информиравме, освен амбулантата во Подлог, во постапка за затворање се уште две, меѓу кои и онаа во Облешево.